Добре дојдовте на Слободен печат. Јас сум Александра Вуксановиќ. Еве што има ново. Кандидатот за државен јавен обвинител Владимир Панчевски, кој не доби позитивно мислење од Советот на јавни обвинители, соопшти дека ќе им поднесе кривична пријава за злоупотреба на службена положба и напиша дека тие при очи сите ги направиле слепи. Знам, сите вие сакате правда и правна сигурност. Премногу се напативме во оваа наша Македонија, но правда не добивме. Во Македонија владее селективна правда, како што и одлуката на Советот на обвинители денес. Заради вистината ќе споделам со вас дека Советот на јавни обвинители денес при очи сите не направи слепи. Исто како што бевме убедувани дека сме слепи едно не така одамна мрачно време за референдумот на кој не сме гласале, а бил изгласан со мнозинство. Народот не е глупав, не е ниту слеп, ниту неписмен, но е погазен. Еве по кој знае кој пат, објави Панчевски. Стотици џамбо реки полни со опасна филтерска прашина од челичарницата Макстил се оставени на отворен плац близу фабриката, во кругот на поранешна скопска железарница. Дел од реките што со години стојат таму се отворени, оштетени или скинати, а од некој половина материјал е истоен, објави Бирн. Ова е страшно, сум будел во многу постојки низ светот, но ваков начин на депонирање филтерска прашина досега не сум видел, вели инженерот Филип Иванов. Државниот инспекторат за животна средина, кој е должен да контролира дали се исполнуваат условите од А дозволата, досега не утврдил проблем. Три тиквешанки биле мета на измама во рок од само неколку дена, потврдуваат од секторот за внатрешни работи Велес. Од полицијата апелираат на внимателност. Во два од случаите на повозрасни неготинки им биле барани по 20.000 евра за наводна операција по скршеница на внука ќерка. Во третиот случај кавадарчанка била измамена за сума од околу 3.000 евра при договарање за отпочнување заеднички бизнис, што не се реализирано. Во изјава за МИА, една од измамените неготинки го сподели моментот кога добила повик дека незината малолетна внука од син доживеала тешка несреќа и итно мора да биде оперирана. Лицето кое се представува како директор на болницата во Велес убедливо и кажало дека состојбата е сериозна и дека се потребни 20.000 евра за да се спаси ногата на девојчето и да не остане инвалид. За измамата да звучи уште поверодостојно, на телефон била пуштена жена која плачала, а на пензионерката и било кажано дека е таа незината снаа која е во болницата заедно со другата малолетна внука. Јавна дебата за предлогот за нов закон за високото образование ќе се одржи денеска попладне на Универзитетот Мајка Тереза во Скопје, во присуство на Министерката за образование и наука Весна Јаневска. Ова е една од серијата дебати кои според најавата на Министерката ќе се одржат на универзитетите во државата за да се слушне мислењето на професорите за предложениот закон. Владата избра 9 нови амбасадори. Поранешниот министер за европски прашања Орхан Муртезани ќе биде нов македонски амбасадор во седиштето на НАТО во Брисел. Нова амбасадорка во Лондон ќе биде Илина Мангова. Крум Ефремов ќе биде нов македонски амбасадор во Бугарија. Во Романија, на местото на Андреј Жерновски, ќе оди Габриел Атанасов, а од кабинетот на Тимчо Муцунски во седиштето на Хаг ќе замине Линда Салиеска Илјаздовска. Согласно законот, предложените амбасадори ќе треба своите планови да му ги представат на собранието во Комисијата за надворешна политика, пошто председателката Гордана Силјановска-Давкова ќе треба и официјално да ги испрати во дипломатска мисија. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски денеска во Тирана ќе учествува на министерскиот состанок Коридор 8 во стратешкиот момент на Европа. Поврзаност, отпорност преку воена мобилност и споделен просперитет преку интеграција. На состанокот, како што информираат од министерството, ќе стане збор за актуелните инфраструктурни проекти што во моментов се операционализираат долж Коридор 8, како и за предизвиците со кои се соочуваат земјите, а за чие надминување е неопходно засилено политичко внимание.
Македонското еколошко друштво започнува нов 6-годишен проект за обнова на популацијата на белоглавиот мршајадец во Македонија, како дел од програмата LIFE на Европската унија. Проектот има за цел зголемување и зајакнување на популацијата на овој загрозен вид на македонска и грчка територија, со што ќе се придонесе за негово закрепнување на ниво на Балканскиот полуостров. Белоглавиот мршајадец до средината на минатиот век бил честа појава на Балканот, но поради ловење, труење, недостиг на храна и струјни удари, неговата бројност драстично се намалила. Денес, една од клучните закони за неговото гнездење е Тиквешко-Демиркапискиот регион, каде што се регистрирани околу 20 пара белоглави мршајадци. Во рамки на проектот, во Македонија ќе бидат донесени 50 единки од Шпанија. Отворено ново скопско кино. Во Домот на културата во Драчево синоќа беше отворено ново кино. Проектот е реализиран во партнерство со Киноверзум. Представува втора филмска сцена на територијата на општина Киселавода. Во Нови Сад повторно се случија насилни инциденти за време на протестот на студентите во блокада и така наречени граѓански зборови, одржан пред зградата на Српското народно позориште, каде што се одржуваше свечена академија по повод 200 години од основањето на Матица Српска. Додека во салата течеше свечена програма, надвор беа регистрирани физички напади врз студенти, граѓани и новинари. Најмалку 3 студенти биле потешко повредени, меѓу нив и девојка која група мажи облечени во црни јакни со качулки ја туркале кон зид, пошто таа паднала и ја удрила главата. Момче кое се обидело да ја помогне, исто така било оттурнато од напаѓачите, но успеало да ја извлече од местото на инцидентот. Во последните 24 часа САД испратија повеќе од 50 борбени авиони на Блискиот Исток. Иранските медиуми денеска објавија дека Иран ќе го затвори Ормунскиот теснец неколку часа додека таму спроведуваат воена вежба во водените патишта, важни за меѓународната трговија, низ кои минуваат 20% од светската нафта. Американскиот претседател Доналд Трамп постојано се заканува дека ќе употреби сила за да го принуди Иран да ја ограничи својата нуклеарна програма, а Иран одговори велејќи дека ќе возврати со напад. Инцидент во срцето на Вашингтон. Маж со пушка се доближил до Капитол. 18-годишен маж со наполната пушка од типот сачмарка трчал кон зградата. Мотивот на младиот човек, кој според полицијата носел тактички елек и ракавици, се уште не е познат. Во неговото возило се пронајдени шлем и гас маска. Трамп ги блокира новите санкции на САД кон Русија. Од Сенатот сметаат дека мерките за санкции што ги предложиле ќе извршат одреден економски притисок врз рускиот претседател Владимир Путин, додека разговорите меѓу Киев и Москва, посредувани од САД, продолжуваат во Женева оваа недела. Француски суд денеска изрече едногодишна условна казна на поранешен советник во Сенатот поради тоа што фотографирал жени под здолништата, вклучително и во горниот дом на парламентот на Франција. На 50-годишниот Себастиен Г му се судеше откако двајца негови колеги во 2023 година во заеднички простор на десничарската партија откриле хард диск со повеќе од 1800 фотографии. Како што изјавил судијата, минатиот месец фотографиите биле со претежно сексуална содржина. Десет скијачи се водат како исчезнати, а 6 мина ја преживеале лавината на северот од американската сојузна држава Калифорнија. Спасувачките екипи ја продолжуваат потрагата во исклучително тешки временски услови, соопштија локалните власти. Канцеларијата на шерифот на округот Невада наведе дека лавината била пријавена за време на силна снежна бура, што ги затворила автопатиштата на планинските превои. Во акцијата за спасување учествуваат тимот за потрага и спасување на округот Невада, како и специјализирани спасувачки ски екипи.
А времето кај нас, студен февруарски ден, најстудено изутринава во државата е на Попова шапка, каде во 7 часот измерени се -8 степени и 97 сантиметри снег. Во текот на денов, времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Предпладне ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец, особено долж по Вардаријето и во источните делови. Максималната температура ќе биде во интервал од 3 до 11 степени. Уште една важна информација за крај. Поради изливање на Вардар, од синоќа воведена е забрана за сообраќај на регионалниот пат Гостивар село Чегране во село Форино. Сообраќајот се пренасочува. Патот кон селото Герман е блокиран кај селото Станча. Отпаднато дрво и не е прооден, информира АМСМ во утринскиот извештај за состојбата на патиштата. Погледнавте уште едни вести, благодарам на довербата, повеќе информации побарајте на нашиот сајт.